Се наоѓаме во станот ателје на познатиот сликар Ордан Петлевски. Јас би сакала нашиот разговор со вас да го започнам цитирајќи го тој еден мал извадок од интервјуто кое што вие сте го дале некаде во 1969 година на една романска новинарка. Меѓу другото, вие тамо велите и ова. Затекнат сум во забранет простор, се наоѓам на почеток. Да се слика не е само одлука, многу малку знам за себе. Се сеќавам слегов од планините како од зверка на која и досадила слободата. Не знаев каде одам, каде ќе застанам и дали ќе стигнам. Бев обземен од нешто што беше само мое. Тргнав и веќе не се вратив. Па до каде стигнавте? Или се уште одите? Мене ми се чини дека останав на истото место. Па вие тргнавте од тој ваш прилеп пред многу години со некое школување кое што се продолжи нели во Скопје, па потоа дојдовте тука во Загреб и конечно по завршувањето на академијата вие одлучивте да останете во Загреб. Се разбира за тоа на некој начин допринесе и вашата брачна врска со сликарката Бисерка, која што е и ваша сопруга и ваш колега, и она самата е сликарка, позната сликарка овде во Загреб и во Југославија. Вие имате и ќерка Сибила, која што пред известно време имавме можност да ги читаме незините стихови објавени во Македонија во превод на македонскиот поет Анте Поповски. Значи, вие сепак живеете во еден круг доста затворен, но многу творечки. Каква е вашата улога во тој круг на творештво? Тие некои проникнувања меѓу сите вас во фамилијата предпоставувам дека се многу значајни како за вас, така и за вашето потесно семејство. Ова ме прашавте околу како јас се осеќам во тој круг. Па, веројатно дека е угодно да се живее така. Мене то ми одговара и као карактер. Јас сум интровертен човек. Така да мојата жена као сликар, а од друга страна и детето мое кое се занимава па со литература, секако дека ми се и доволни да бидам уште позатворен. Надворешниот свет никогаш не значил за мене многу. Јас сум го земал како една слика. Заправо светот мој е во овај мој кутак или во ова мој простор, во ова моја соба кај што ја и работам. Тој е единствен свет кој го ја признавам и познавам. Сето другото е привид.
Ja retko izlegувам надвор и стварно тоа е нестварен свет. Јас го гледам како една анзискарта. Многумина кои што се занимавале со проучување на вашето сликарство, кое што влезе некако, може да се каже, на голема врата во светското сликарство, не само во југословенското, бидејќи вие уште некако од самите почетоци бевте наградувани, бевте фалени. Што мислите вие? Каде се тие некои ваши прапочетоци, ако може така да кажам, на онаа ваша инспирација како сликар? Што беше тоа што ве понесе во одлуката да се посветите на сликарството? Вие со еден роеволт го одбивте вашето студирање на архитектура за да можете да се запишете на факултет кај што ќе изучувате сликарство. Што е тоа што толку поривно ве натера да се определите кон сликарството? Тоа е она што не го знаеме. Јас кога би знаел, веројатно не би се одлучил за тоа. Тоа е ипак појако од нас. И то многу појако од нас. Јас еднош и реков дека не е то, како и вие споменавте, не, кога го цитиравте тој еден дел од мојот разговор, некогашни, не е само одлука сликарството. Да биде човек сликар, да се занимава со таа врстна една работа, она не припаѓа во редот на занимања, на интерес на луѓето. Тоа е нешто надвор од тоа. Тоа не се догодува секогаш. Тоа и ден денеска сметам дека е посебен однос на природата. Дарот е многу редок. Не сум сигурен дека го ја имам, али морам да имам големо поштовање према тоа. Ја тоа сега го зборувам само заради поштовање према дарот, а не затоа што се ја занимавам со тоа. Околу тој дар и околу самата уметност многу малку знаеме. Јас се помалку знам. Некогаш рекол дека не знам, а сега стварно сум сигурен дека не знам. Ништо не знам од тоа. И да одам од каде потекнало, да размислувам околу тоа, како дошло до то сликарство вражје, не? Дали се тоа некои почетни слики, може би тоа е некоја врска со некои први перцепции во детството, дали е тоа... Секако, има тука, во ствари тоа е едино за кое имаме некој ослон, некоја потпора. Тука можеме да зборуваме, али ни то не е то доволно, да знаеме нешто. Јас сум сигурен дека ништо друго во животот не ме нити интересирало, освен ова што го работите. Што сега го работам. Да, па мислам има едно големо истражување вие правите во текот на сликањето. Вашите слики како да сакаат да покажат некој свет кој што е негде од другата страна, негде внатре, некоја опачина која што треба да излезе со целата своја сокриена убавина. И вие на некој начин тоа го правите многу чудно, многу својствено на вас. Вие сте еден од ретките сликари кој што човек кога ќе ја види вашата слика без двоумење ќе рече ова е Ордан Петлевски. Дали сте вие свесен за таа голема ваша индивидуалност во овој свет каде што дури и сликарството на некој начин се претопува едно во друго, каде што се губат границите на некакви индивидуални чувства, вие останувате свој и препознатлив? Во уметноста најмалку е достојно да се повторуваат некои веќе начинети или видени работи.
Сметам дека е недостојно и да се имитира природата. Сметам дека е неморално. Неморално према природата сама. Природата може да ни служи нас само како пример. Зато ја велам природата како пример, а не како модел. Ако се така земи уметноста, и ако тука ја нешто сум исто успеал да начинам, можам да бидам и задоволен. Дали може да се достигне апсолутна една вредност? Ние денеска знаеме за такви дарови, за кои што можеме да речеме дека биле појаки од самата природа. Али во онај момент, кога тој веројатно осетува својата снага, во истиот момент е толку удрен, а да не знае ни самио зошто, да во ствари секој од нив во тој момент се враќа пак на почеток. На почетокот не во својата саморабота, него во својата заблуда дека е нешто. Леонардо завршува катастрофално. Дали заблудите ја создаваат уметноста? Што мислите вие? Не знам. Не знам ни то дали е. Ја зборувам на основа она што нешто го знаеме од тоа. Не? Зборувам за она што е најголемото во уметноста. Како тие се понеле. Како тие го изживееле тој живот. Не? Она што ни остајле по нивното искуство, по нивните зборови. Ова што го зборувам, ја не го зборувам во свое име. Уште не се сметам дека можам да зборувам, али кога веќе е таа тема на уметност, на дар, тема на почетокот, тема на што се тие, кои се тие снаги што е чина уметноста и тоа. Баш заради тоа ова го зборувам, не, ние се служиме со некакво искуство, не, иако то за самата уметност е потпуно ирелевантно. Даже ми самото искуство. Оти во тој поглед ние би имале примери, ја би можел да наведам безброј. Какво може да има, да речиме, искуство еден Моцарт? Кога во 7 години или 8 година компонира. Да, тоа станува апсолутно во уметноста пореметени се некои работи. Ние не можеме да наступуваме, да тргниме на исти начин како према другите професии. Тоа пак се враќам ја на тоа, во уметноста се пореметени некои односи. Професоре Гамолин, вие сте еден од најголемите познавачи и влюбеници во сликарството на Ордан Петлевски. Вие сте и автор на ова монографија која што излезе сега во Загреб. Како автор на монографијата и како познавач на неговото сликарство, еве сега за емисијата која што му ја посветуваме на Ордан Петлевски, дали би сакале да ни кажете накусо за
вашиот прв контакт со сликарот Ордан Петлевски, кој што беше многу одамна и кој што еве со години сега веќе се продолжува за на крајот да се круниса со оваа извонредна монографија? Prvi dodir je bio na nekoj izložbi. Kada je to bilo, Ordane? To je bilo 57. ili 58. Njegova kritičnost je neverovatna. Zato je valjda i prodor u Parizu. U Parizu prodor od 59. ako se ne varam, je li, Ordan? Do 62. 63. i 63. druge su pisali veliki kritičari. Pariški Konja, Raymond Konja, Lassaigne, Jacques Lassaigne, šta ja znam ko još od njih. Da, Georges Boudaille. Georges Boudaille je pisao o njemu, a to su velika imena, a on je onda pobjegao iz Pariza. Pobjegao i došao u našu zemlju, valjda da spasi svoje slike. Da spasi svoje slike. Oni su htjeli naravno njegove slike, po 2 slike mjesečno je trebao da proizvodi. A on ne može proizvoditi za nekoga drugoga hotimično. On proizvodi za sebe. I tako je nastala ova knjiga, ona je knjiga već stara 10 godina, za Boga miloga, i sada je tu izašla sa stanovitim manjcima, naravno nedostacima koje zna i on i ja, koje ćete i vi vidjeti, ali napravit ćemo drugu. Napravit ćemo jednom drugu i druga će biti bolja. Ona će tek zaokružiti opus sa bezbrojnim njegovim crtežima, gvaševima i tako dalje i tako dalje. Ti prostori beskrajni njegovi koje on ispunja, otkuda? Ja ne znam otkuda mu to dolazi. Iz života, iz smrti. Na neki način izgleda da je to zapravo raspadanje, umiranje neko. A drugi kažu da je to život pravi. Da je to život koji nastaje i koji proizvodi čuđenje. I stvarno, kod Petlevskog ili Petlevskog, kako se izgovara makedonski, jeli, to je zapravo, rekli su neki naši mlađi kritičari su rekli, pa to je zapravo sve, to su strahi. Kajkavski strahi znači strahovi. Strahovi od kojih se bojimo i koje nećemo nikada zaboraviti. Koje nećemo nikada zaboraviti, koje će ostati u nama u umjetnosti, ne samo u zagrebačkoj, ne samo jugoslavenskoj, ne samo makedonskoj, ne samo hrvatskoj, nego i evropskoj. On je zapravo negdje na vrhuncu. Ali položaj naš tu na Balkanu je takav. Položaj naš u politici je takav da ako nisi u Parizu, nisi u Londonu, nisi na vrhu. I to je njegov problem, to je naš problem, to je vaš problem, to je problem svih nas. Što i kako opstati u ovom svijetu, što i kako doživjeti, kako trajati. Ova slika, na primjer, to je jedno čudo koje je on napravio i pred ovim se ja stvarno plašim. To čovjek mora sanjati noću i u strahu. On se možda neće složiti time Petlevskim. On će možda reći, pa to je možda i radost neka. Pa možda i radost, ali ja je doživljen kao pakao. Ja je doživljen kao smrt, kao umiranje, kao raspadanje neko i to je moj odnos prema njemu. Da li je to došlo do izražaja u toj knjizi, ja ne znam. Ja sam štedio i njega i sebe i život, naš, ali njegovo slikarstvo je takvo. Njegovo slikarstvo je takvo i tu se ne može mnogo toga učiniti.
Nalazimo se u prostorijama Matice Hrvatske, u palači Matice Hrvatske koju je 1886. hrvatski narod poklonio svojoj središnjoj kulturnoj ustanovi Matici Hrvatskoj. Nije slučajno da se nalazimo baš u tim prostorijama, jer govoreći o Ordanu Petleskom moramo uzeti u obzir i to da je Ordan Petleski član radnik Matice Hrvatske, kao što su mnogi kulturni radnici, općenito. A s druge strane, Ordan Petleski dobio je 1969. nagradu Matice Hrvatske za najbolje slikarstvo te godine u nas. Uz to, Nakladni zavod Matice Hrvatske objavio je ove godine, 1990. vrlo reprezentativnu monografiju uglednog povjesničara umjetnosti doktora Grge Gamulina o slikarstvu Ordana Petleskog od njegovih početaka do 1986. otprilike. Kad govorim o Ordanu Petleskom, onda zapravo uvijek se sjećam nekih prvih susreta s njim, odnosno s njegovim slikarstvom. Bio sam još student, moglo je to biti prije 30 godina, kada sam se prvi puta susreo s tim, zapravo slobodno mogu reći, velebnim dijelom, jer to nije veliko djelo samo u okvirima makedonskoga ili hrvatskoga slikarstva, nego je, držim, veliko djelo i u svjetskim razmjerima, o čemu napokon svjedoči i ona velika nagrada na Bijenalu mladih Grand Prix, koji je Petlevski dobio, mislim, 1960. Tih godina susreo sam se nekako sa njegovim slikarstvom i čini mi se da je i njegovo slikarstvo na stanovit način utjecalo na ono što sam ja kasnije radio. Primjerice, dr. Ante Stamač, pišući o mojem pjesništvu u izabranim pjesmama kao pogovor koje su izašle prije 2-3 godine, napisao je da je baš enformalističko slikarstvo Zagrebačkog kruga na stanovit način utjecalo na moju poeziju. Tu je posebice apostrofirao baš slikarstvo Ordana Petleskog. Od samih početaka bio sam nekako oduševljen, mogu reći, njegovim poetskim pristupom. To je zapravo monokromno slikarstvo, a uvijek vrlo, vrlo koloristički bogato. Zapravo me je možda najviše oduševljavalo to što, za razliku od većine slikara koji rade nefiguraciju, Petlevski nije l'art pour l'artiste, nego se u njegovu dijelu upravo duboko osjeća i vrijeme i zemlja iz koje je poniknuo to njegovo rodno makedonsko tlo. S druge strane, oduševile su me neobično te njegove forme, a on je i majstor forme, i majstor boje, i malo koji slikar to uspije na tako dobar način sjediniti. Oduševilo me zapravo to njegovo slikanje bolesnih, mrtvih organizama iz kojih ipak klija život. Može se reći da je Petlevski u čitavom svom ponašanju branio jedan svjetonazor svoga slikarstva. Više puta razgovaram s njim, češće smo zajedno i onda zapravo čovjek vidi da je riječ o jednom slikaru koji je intelektualac, ali koji se ne ponaša u slikarstvu toliko racionalno, nego se ponaša kao pravi slikar kojemu je samo kist i boje ono i od čega polazi. Kad govorim o njegovom intelektualnom horizontu, onda bih recimo spomenuo to jedan razgovor koji smo nedavno vodili. Meni se nekako čini da kao književnik i publicist moram biti upoznat sa poviješću. Međutim, iznenadilo me kad sam spomenuo da tiskamo izabrana djela doktora Franje Tuđmana, njegovo poznavanje Tuđmanova povijesnoga djela, povijesnoga opusa, jer je u svojoj knjizi Velike ideje i mali narodi Tuđman recimo pisao o odnosima između Hrvata i Makedonaca 1903. godine i posebice analizirao pisanje onodobnoga hrvatskoga tiska o makedonskoj problematici općenito, a pogotovo u ono vrijeme. Začudilo me koliko je Ordan Petlevski upoznat sa tom tematikom i koliko je zapravo podrobno poznaje.
Općenito mislim da je Petlevski jedna iznimna osoba i da je malo tko, premda on zapravo pripada čitavim svojim djelovanjem hrvatskoj kulturi, da je malo tko ko je dolazio iz makedonske sredine toliko obogatio našu sredinu kao što je obogatio Ordan Petlevski. Da li кога и приоѓате на некоја нова слика и приоѓате со едно чувство дека треба да откриете, да допрете до нешто што може би до тогаш не сте го откриле во претходните слики? Дали го освојувате тој некој ваш замислен простор? U sekoj slučaj da, ali ne racionalno do kraj. Čim racio počnu, barem vo moju slučaju, obično završuva lošo. Ne sam i tuka baš oduševen. Кога сте одушевен од некоја своја слика, например? Oduševen sam togaš koga osjećam olesnuvanje. I toga smetam дека веројатно je završena i tuka дека не би trebalo poјќе da... Ali тој osjećaj, to čувство не е лесно да се објасни. Вие ги сакате многу вашите слики. Вие сте еден од ретките сликари кои што по своето ателје има најмногу своји слики. Зошто толку многу ги чувате? Не е затоа што ги сакам. Јас сосем поинаков однос исто имам и према таја уметност која, ако е уметност, не према сликите, рециме, што ги правам. Јас сум сметал секогаш дека то не е нешто од кое треба да живеам. Сум сметал дека не смеам да го натурувам на другите. Уметноста е интимна работа.
Она што рековте дека создавањето на сликата е еден многу интимен чин. Сепак, јас морам да изразам една благодарност на оние кои што ги гледале вашите слики, што учествуваат и покрај тоа што вие го карактеризирате како многу интимен чин, што учествуваат во тој интимен чин, затоа што знаете, сликата го живее својот собствен живот, колку да била таа ваше интимно чувство. Нели? Она останува. Разбирам што сакате да речете, да. Јас се отимам, а сеедно јас сум јавни работник. Да. Во крајна линија, ја морам тоа да признам. Али, зошто не би ги сокривал работите онолку барем колку може? И ја интимно кога би зборувал околу тој мој однос измеѓу мене самио и таа творба, не е баш многу угоден. Ја не сум расположен да секогаш работам. Вие сте во борба со собствените слики. Заправо, не знам што би рекол, дали сум, дали е тоа борба, дали... Како се чувствувате кога ќе ја завршите сликата? Не, ја не знам кога е за... Јас знам само дека има постои едно чувство на едно... Можемо да го наречиме едно задоволство. И тоа е тој момент, тоа е тој тренутак, еден тренутак. И веројатно заради тој тренутак и живееме. Тоа е многу редок. Ја околу тој тренутак, тој момент, тој еден исечок на едно време, кој кратко трае, многу кратко трае. Околу тоа не би можел да многу зборувам, затоа што не ми е познато. Али тоа го чувствувам. И заради тој тренутак и се издржуваме. Мислам дека е тоа може би еден од најинтересантните, а може би и едини покретач, веројатно. Па јас би можела на крајот од нашиот разговор да ви кажам дека ви пожелувам да имате многу такви мигови, кои што тешко ќе можете да ги објасните со збор, но Ви сигурно благодарам, на али слика ќе ги објасните. секако дека тоа е тренуток кој што не чини, За кој што вреди да се живее. вреди и да се живее.